И покрај претходно најавеното присуство, првата жена на културата кај нас не се појави на свеченото отворање на најстариот, најпрестижниот и единствениот од тој тип фестивал на овие простори, Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Според информациите на Алфа, долгогодишната практика фестивалот за отворен да го прогласува актуелниот министер за култура била прекината заради партиските обврски на министерката, односно седницата на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Незиниот заменик бил во странство, а на отворањето бил испратен само шефот на кабинет, но само како публика. Ама затоа поздравното писмо за отворањето на фестивалот, кое синоќа го прочита уметничката директорка на фестивалот, Ана Стојановска, министерката си го сподели дури предпладнево на фејсбук страната на Министерството за култура. Годинава сите се враќаме дома, во градот театар. И секогаш е пријатно кога сме своји на своето. Прилеп, Македонскиот театарски центар и годинава ни ја покажува мојкта на раскажување приказни преку театарската уметност. Чернодрински игра клучна улога во чувањето и промовирањето на македонскиот јазик, на македонското творештво и на културното наследство. Преку вашето творештво, вие го развивате уметничкиот талент на нашата мајковина и татковина. Отворате социјален диалог и ја кревате свеста за важни прашања од нашето заедничко битисување. Напиша меѓу другото министерката Бисера Костадиновска Стојчевска. Прашавме им во Министерството за култура дали е точно дека министерката заради партиските активности во Централниот одбор на нејзината матична партија синоќа не се појави на овој исклучително важен национален културен настан. Но до почетокот на овие вести, оттаму одговор не добивме. Инаку, ова не е прв пат министерката да го избегне присуството на национален културен настан кој се одржува во Прилеп. Минатата година, при одржувањето на меѓународниот карневал Прочка, министерката беше во работна посета на националната установа Центар за култура Марко Цепенков. Меѓутоа, таа воопшто не излезе од канцеларијата на директорката, за барем да ја поздрави изложбата од маски која беше поставена во фоајето пред самата канцеларија и на која присуствуваа голем број ученици, наставници, родители, гости, а вклучително и градоначалникот Борче Јовчевски.